Здраво на сите и добро дојдовте во нова епизода од Се возиме со. Во оваа епизода гостиме Панчо! Што има? Нишове снимаме, се заебаваме. Ти? Добар, како се погоди, немам пари за такси и добро ми дојде. Да, сега ништо, живеј. Ова мислам дека е твоја. Еј, од кај го најде? Безбедносен појас, што има, што се деша? Па ништо, брат, еве, ти викам, сакам со тебе да правам мувет, да те прашам да се позаебавам, насмеам. Значи, ти сега, ти усвари што си сега диџеј, пејач, рапер, трапер. Трапај мадина. Знаеш како? Што сум? Денес е вие на пример, вие сте јутјубери, така? Да. Ти си јутјубер. И сега ме прашаш мене дали ти имаш афинитет кон YouTube и јутјуберство. Ја мислам дека тоа го правам само што не го снимам. На пример, сега сум јутјубер, така? Да, сега сум јутјубер. И син ми ве обожава, има 8 години и ја поред него континуирано ви давам подршка зашто стварно ми се свиѓате и ја оттргате младината од тоа што јас секогаш сум се борил против, а тоа е турбо фолкот. И многу ми е драго што го правите ова и ги поздравам сите кои не гледаат во моментов. Лајкувате, шерувајте и стануваме трендинг number 1. Па ја, знаеш како, почнав као диџеј. Тоа пред некои 15 години нешто со Андреј, значи со Андреј си 20. Со ДНК сме 17 години кариера, наредна година ќе ни биде полнолетство. Ако ме прашаш што сум јас сум од се помалце и ќе го правам се додека го правам тоа успешно, мислам дека сите сфери сум успешен, ако не сум одличен, бар сум добар, нели? Додека можам, додека сум вака млад и имам 25-6 години, ќе терам. Имаш 33? Сериозно? Да. Имаш уште многу. Имам уште многу и сите никогаш не ми дале поише од 30 до 32, од 28 до 32. Да. А ја у јули правам 40. Што мисли? What? Да. Што? Не си сериозен? Fucking 4-0. Имам две деца, имам едното е 8 години се вика Андреа, а другиот се вика Маријан. И реков ве гледам нонстоп. Ја го знам, се знаеме више. Многу е смешно као он ја доаѓам и он не ме еде посто си да се слика со вас, а другата ситуација е обратно као нели тоа е. А кој како растел со коло. Тато НЗМ. Да. Тато НЗМ и ја му викам така, е па еве ти сладолед барај од јутјуберите од Линкон. Херој на син ми сте вие, јутјуберите. И никад не сум рекол не ги гледај. Не, он треба да се одлучи дали треба да ве гледа или дали да не ве гледа. Не му викам гаси, гледај овој што зло. Ја не, ми се свига тоа. Тоа ми се свига. Па не, мислам нека подобро е, мислам не, ајде да си се избустам, али за да не гледам нас, него ли да прави некои други глупости. Апсолутно. Свееш. Ја би му забранил. Јас се затварав дома да играм, а другиве беа да пијат, да пушат ова дона. Свееш и тоа. Не пушете, не се дрогирајте. Панчо нит пие, нит пуши, нит се дрогира, ако изгледам вака. Да знаете. Вода пие. Вода пиете доста, тоа е убаво. За да изгледате вака као 30 години, а имате 30. Иначе, да кажам на сите, верувам дека не зна помладите. Не треба да има срам од работа. Сум работел конобар, сум работел шанкер, продавач во бутик и рецепционер во хотел. Кога се вратив од Америка, завршив 4-та година во Америка, иначе физкултурно имам завршено цел живот сум се бавил со спорт, играв кошарка како сум метро и жилет, метро и шумска јарватка. Озбилно? Да. И затоа сум толку навлечен на спорт и сакам. Да. Тоа ми е секундарна. МЗТ. One Love. One Love. Family. Во мојот аеродром, тука ми е најдобро. Тоа е тоа. Кажи ми да, пошто еве ти имаш многу фанови, многу. Дали некој фан во твојата кариера ти има кажано или прашано нешто најчудно досеа?
имаат прашувано се и се што, имаат зборено се и се што за нас. Сега не можам моментот да ти кажам што не прашували, ама еве, например, ностоп ми стигаат видеа, те молам дали може да честиташ роден ден на другарка ми, голем фан ти. Да, карти ми видео. Да, или имаат, знаеш како па некои ностоп ни стигаат за социјални загрозени семејства, ама ние не сме држава и ние имаме определен буџет кој може да дадеме и да не дадеме. Така е. Дали можеш да ми пееш на матурска, дали можеш да ми испееш Happy Birthday, дали можеш да го поздравиш овој, па немаат и лоши работи за нигде сте вакви сте, такви сте, Панчо ти си никаков, не знам, не те бива и такви работи, значи се што, знаеш, јавна професија и си изложен на секакви удари. Така. Па што си мислев како еве пример, јас имам прашања од тип на верон као глупави прашања, нешто као пошто сум нели джинџер жут. Какви ти се влакната? Да, као зашто ме прашуваш тоа? Знаеш? Сега гледај да тоа ме прашува мене или нешто сосема, знаеш. И ти што му викаш, розови. Прашај ме што правам. Чекај, па стварно не знам како ти се пичко, мати. Па и да не откривам, пошто знаеш. Да, со женска гостинка некоја. Да, може. Со Лила, со... Да, поздрав до Лила, ја обожавам. Лила или некоја од нашите женски артисти и пејачки. Антонија. Сакаш да видам само твоја и да ми кажеш љубов моја. Сакам да мириса на ванила. Кажи ми, пошто знам ти си многу хумористичен човек, кажи ми некој виц. Има еден виц, едини кој го имам запамтено и да го кажам, не памтам вицу и да се чудиш. Со полицаец нормално. Имал некој лик кој се викал брзоебач и све можно у Скопје ебал, све можно. Значи, ќе отидел негде прошетка у парк, некој фамилијар, неој сите партали ги. И овие сите се жалат, цел народ. Цел град голем. Скопје, ајде да кажем, Скопје иде. У полиција сите се жалеле и командиров рекол, ајде отидете фатете го тој брзоебачот. И овие се наместиле, отишол еден џандар, отишол и го чекал грмушка. И као брзоебачот, и овој, џандаров дека се свртал, дека видел, го тепали, отишол кај командиров. Еден џандар му рекол, абе, командиру, овој ме утепа од евење, не можам да го фатам, брз, не виде. Абе, ти врска, немаш, го пратил Петре, полицаецот, отишол Петре, исто е сега, јаке му е, матер. Отишол Петре, пак се наместил, овој пак брзевачо, овој Петре, отишол. Абе, ми ги совлече гагите, ме утепа. И овој командиров, ништо, го праќам сега специјалните сили, господинот Рамбо кој го викале. Арама. Да, Арама Рамбо, го земале џандарот друг, отишле таму, исто сега овој водно го чекал. И брзо евачов и него гутепа, и се вратил, командиру шо да правам, ме утепа, не можам да фатам, неверојатно, флеш. И командиров се најде, абе за ништо не бе, бива идам сега ја, и командиров отишол. И брзо евачов таман да го фати, и овој трди, оп, сега у станица ќе те носам. Ги споил нозете, грзот, го фатил и у станица, сега. Пазите од брзо евач. Можам да се јавам така. Да, слободно. Петар ти си луд. Ја прашав дали сака да и видам Ромео. Моја Јулија да биде да сме заедно. Ми кажа неке врски, долги повторно. Авантури сака, така било подобро. Ја прашав дали сака да и видам Ромео. Моја Јулија да биде да сме заедно. Врски, долги повторно. Афтер парти е вење онака спонтано. Ти би сакал за си познат тоа во што си сега или сакаш за да имаш приватност? Сега ќе ти кажам одма познат. Што е за тебе познат кај нас? Познат, знаеш што е? Мене ми има
јавна телевизија и се бавам со јавна професија, затоа ме знаат мене, а не ги знаат луѓе во што идат Да, на да, улица. да, Тоа е за мене тоа е. познат. Звезда, знаеш у Македонија која можеш да бидеш звезда? Никад. Па, Зашто си цело време тешко. тука, цело време те гледаат на улица, у продавница, што кај нас глумат звезди и кај нас мислам дека веќе тие што глумат звезди дека не проаѓаат како што треба, што бараат обезбедување и што бараат, не знам, не враќаат пораки на фанови. да. Јас сум уличар, израснат сум на улица, Умало, умало, така. сум се тепал, сум крадел. Вие тоа не го правите, не треба да го правите. Него само ти кажам дека сум растел во едно друго време кај што се вернувале други вредности и како те рангирале луѓето, така да Според мене, ама никогаш па сакаш да имаш и приватност. Знаеш, знаеш кај како мене тоа го има, као, не знам, излегува ми, пример, сакам да сум сам, пример, со девојче, со другар, со она. гледај, Никогаш ми треба тоа. треба и нас не треба, ама ја другачие тоа го гледам. Значи ако ти у главата не ти е мајндсетот дека си звезда и дека си нормален, онда ќе така ќе те гледаат и другите. Пази. Gledam po tebe, gledam more branovi, dušava ladna, a ne znam stvarno veke koja si. Ne si ta što ja sakav, ne si ta što ja znajem, koja si te molam kaži mi. Koga bi znalo se, koga bi znalo se, koga bi znalo se, što mislim za tebe. Ej, koga bi znalo se, koga bi znalo se, ti ne bi možela ne, da hodiš od mene. Ej, koga bi znalo se, Аха! Панчо, брат ми, мислам дека дружбава за прв пат ми беше топ. Баш ми е драго. Фала што ме донесе. Сакаш да ти платам на фактура, пошто нема пари за Па такси. ќе ти дам трансакцијска? Може. Може? Фала многу. Thank you, одличен шофер Брче си. се гледаме, да? Фала ти многу. Сабскрајбете на Винко, сабскрајбете на ДНК, на мојот Инстаграм профил, на неговиот Инстаграм профил и он после се тоа ќе тагне, ќе напише како треба и се дружиме. Чао, гледате YouTube. Слушате ДНК.